Се тече, а не е поплава. Времето тече и лекува се, а не само што лекува. Времето и застарува скоро се. Освен сметката за водовод од 1996-та, тоа ти е како клетва до седмо колено, која и внуците ќе ја плаќаат. Меѓу работите кои ги излечи времето е и обвинението за екс-премиерот и доктор на науки Никола Груевски за кинеските автопатишта. Мене ако ме прашуваш, судството е рак рана на ова општество. И се дека нема целосен ветинг таму, ќе нема ни правда ни мир. Еве ја, на пример, у Шведска која бев. Не знам, јас ништо не гледам телевизија. Така треба. Он крадеше, ама и градеше, а и судот го ослободи. Што повеќе од тоа? На ова со реакција се јави и самиот Груевски, кој слави година дена во екзил. Па видите вака, значи ова е само доказ дека судскиот систем кој што го гладевме со години наполно, нели? И го воспоставивме, сепак функционира. Конечно, криминалците, како Катица, како Бохи, се во затвор. Значи, дојди тоа време. И можам само слободно да повачам на Миле, на Пеше и на останатите, целата компанија. Издржете, ќе победиме. Толку би имал да кажам, само што, една полака до вас. Чуете ми го автопатот, ја пошто ќе се вратам. И едно браво за ламниот данок. Да живее Македонија. Уште мајтап ќе си игра тој. Јас што го клаваме бе. Што го клаваме во вестите бе овој. Ја една година како замина уште звезда ќе се прави. Абе плајте Заев, Маев нешто. И поздрав до мојот пријател Оливер, без кого ова немаше воопшто да успее. Благодарам. А екипата на вчерашни му посакува искрени честитки за новата женитба на екс-премиерот Груевски. Нека ви е со среќа и бериќет. А ние продолжуваме со вчерашни.